Кратки најави за денес. Зелени решенија за урбан транспорт е тема на меѓународна конференција чиј домаќин е Охрид. Поднесени кривични пријави против 49 лица за злоупотреби во постапки за стекнување со право за туѓа нега и право на инвалидски пензии. Охриѓани и покрај современиот тренд на читање книги онлайн се уште читаат по традиционален терк. Италија подготвува голема безбедносна операција. Околу 170 странски делегации најавиле присуство на погребот на папата. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и гработевици и максимални 18 степени Целзиусови. И во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе преовладува умерено облачно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Во петок во централна и западна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за поројни врнежи. Во останатите предели од стариот континент ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во северните предели облачно, врнежливо и студено време со пад на температурите. Во крајните источни и јужни предели ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните температури ќе се движат во интервал од 13 до 27 степени. Во Македонија во петок, во северозападните, западните и југозападните, како и локално во централните предели, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите делови од Македонија ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 14 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 14 до 24 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 9, односно 7 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 18, односно до 19 степени. Во понеделник ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Утринската температура од 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 17 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Одржлива урбана мобилност е приоритет на Европската Унија со цел да се намали загадувањето во градовите. Земјите од Западен Балкан ја прифатија Европската зелена агенда и партнерски треба да работат на спроведување на целите. Зелените решенија за урбан транспорт се тема на која во Охрид дискутираат представници на Европската Унија, од академската средина, експерти од меѓународната транспортна заедница и од општина Охрид. Размена на добри практики за одржлива урбана мобилност, климатска адаптација и дигитални решенија во јавниот транспорт се темите на конференцијата Зелени решенија за урбан транспорт, чии домаќин е Охрид. Паралелно со развојот на инфраструктурата, треба да се решаваат и проблемите во транспортниот сектор со воведување одржливи решенија во градовите и во целата држава. За да го постигнеме тоа, мора да фатиме приклучок со европските и светските текови во поглед на намалување на загадувањето, истакна Методија Атанасовски, продекан за наука на Техничкиот факултет во Битола. Моje мислење е дека државата треба да размисли прво да ја подобри патната инфраструктура и во рамките на градовите да ги реши горливите прашања, за да може да фатиме приклучок. Сепак тоа врзано со политички одлуки и инвестициите во транспортот, бидејќи тоа заедно со енергетиката е еден од главните столбови на секоја држава. Државата треба да смогни сили и доста да вложи во оваа област, еве и во делот на замена на сообраќајните средства за превоз, и во делот на решавање интегрално на превозот како по градовите, така и меѓу градовите. Земјите од Западен Балкан се согласија на спроведување на Зелената агенда на Европската Унија и нејзините цели за климатска неутралност. За да го постигнат тоа, мора да воспостават партнерство при што Унијата ќе им помогне со развивање студии и експертиза, истакна Иван Шат, представник од секретаријатот за соработка при германската амбасада во Тирана. This is a common sense, a common observation. Тоа не е факт само за Северна Македонија, туку за сите западно-балкански земји. Точно дека транспортот допринесува за зголемување на емисиите на јаглерод диоксид. Меѓутоа, за среќа има алтернативи кои што можат да работат на намалување на овие емисии. Можеме да говориме малку повеќе за урбаната мобилност, малку повеќе да се фокусираме на бројот на индивидуални возила, исто така да говориме за зголемување на бројот на пешаци и велосипеди. Кога зборуваме за поврзаноста помеѓу земјите на Западен Балкан и коридорот 8, зборуваме малку повеќе за поголемо користење на железничкиот превоз и транспорт за патници и стоки.
Интеграција на транспортниот пазар на Западен Балкан во Европа преку воведување на европските стандарди, закони и лиценци со цел формирање една голема унија која го обединува транспортниот сектор е целта на меѓународната транспортна заедница. Ова организација работи на создавање платформа за воведување чисти автобуси во земјите од Западен Балкан, односно градски автобуси без емисија на штетни гасови. Sustainable mobility is one of our biggest and highest priorities. Одржлива мобилност значи да донесеме транспортни решенија кои ќе значат поголема посветеност кон зелената агенда. Кога зборуваме за градовите, знаеме дека нашите градови се едни од најзагадените во Европа и знаеме дека транспортот е еден од најголемите загадувачи и затоа многу е важно да најдеме решенија кои ќе носат нула емисии. Минатата година нашите министри донесоа една декларација за чисти автобуси. Работиме со Европската унија да видиме како можеме да имаме почисти автобуси на нашите патишта. Охрид како значајна туристичка и културна дестинација активно работи на унапредување на целокупната инфраструктура и создавање поеколошки и поудобни услови за движење на граѓаните и посетителите. Преку различни иницијативи и планови активно работиме на развој на една поодржлива урбана мобилност која е неопходна за современ начин на живот, истакна Перчо Божиновски, председател на Советот на Охрид. Урбаната мобилност е онаа која што и како општина Охрид ние имаме ставено на како приоритет. Дали имаме план? Имаме план за урбана мобилност. Донесен е тој план за урбана мобилност и тој план е вклучен во сите оние активности кои што ние ги спроведуваме без разлика дали се работи за сообраќајно решение, инфраструктурен проект или прашања од животната средина. Конкретно сите оние проекти кои што досега сме ги реализирале, како улицата Македонски просветители, 7 ноември, се улици каде што е застапена урбаната мобилност и се гледало да се внимава на сите оние работи кои што ќе бидат во заштита на негување и негување на самата животна средина, како од типот на сообраќајното решение, на велосипедските патеки, на она што треба да го имаме ние како побезбедна средина за живење. Во рамки на конференцијата, учесниците ќе имаат можност да присуствуваат на панел дискусии, интерактивни сесии и студиски посети на терен кои ќе прикажат иновативни решенија применети во Охрид. Конференцијата е организирана во соработка со Транспортната заедница, Германското друштво за меѓународна соработка ГИС, Општина Охрид и Техничкиот факултет во Битола. Градоначалникот Кирил Пецаков денес оствари работна средба со заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков, која беше во прва официјална посета на општина Охрид. Во придружба на министерката беа стручни лица од проектните единици на Министерството за европски прашања и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Илија Стоилев. На средбата било разговарано за можностите за искористување на европските и предпристапните фондови, со акцент на поддршката која овие програми ја овозможуваат за развој на локалните заедници и за можностите за искористување на средствата од инструментот за предпристапна помош за рурален развој ИПАРД. На состанокот било потенцирано дека е потребно унапредување на соработката меѓу локалната и централната власт за поголемо искористување на меѓународните фондови кои се достапни на општините. Градоначалникот ги запознал гостите со тековните проекти и планови на општината во насока на унапредување на инфраструктурата, екологијата и социјалната инклузија во Охрид и ја посетиле инклузивната игротека за лица со церебрална парализа, издруженијето на граѓани ВОПС, простор опремен со средства обезбедени преку програмата за развој на Обединетите нации УНДП. Овој проект представува пример за успешно имплементирана иницијатива која овозможува инклузивен пристап за децата и младите со попреченост во општествените процеси, кажа Пецаков. Сузбиени две криминални групи кои вршеле злоупотреби на постапката за стекнување со право на туѓа нега и право на инвалидски пензии. Поднесени се кривични пријави против 49 лица, лишени од слобода се 23 лица, а по едно се трага.
На 23 април 2025 година, Министерството за внатрешни работи во координација со надлежен јавен обвинител при Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција спроведе полициска акција при што биле извршени претреси на повеќе локации на подрачјето на Скопје, Велес, Тетово и Гостивар и од слобода се лишени 23 лица, а едно лице не е достапно на органите на прогонот. При извршените претреси пронајдени и одземени биле 110.000 евра, 65.000 денари и $100, повеќе мобилни телефони, нотеси со податоци на должници, како и разна медицинска документација и повеќе факсимил печати. Поднесени се кривични пријави против 49 лица, за кои биле обезбедени докази за криминално-коруптивно дејствување на две организирани криминални групи формирани во текот на 2023 година, при што членови на организираните криминални групи со прекршување на Законот за социјална заштита, Законот за пензиско и инвалидско осигурување, Законот за здравствена заштита, како и други закони и подзаконски акти кои ги регулираат постапките за стекнување со право на помош и нега од друго лице и право на инвалидска пензија, во континуитет ги извршувале кривичните дела: злоупотреба на службената положба и овластување, помагање, примање подкуп, давање подкуп, примање награда за противзаконско влијание, давање награда за противзаконско влијание, со кои за себе и за други лица противправно прибавувале имот на корист и овозможувале неосновано стекнување со социјално право на туѓа нега и право на инвалидска пензија, со кои противправни дејствија предизвикале штета на буџетот и фондовите на државата, информираат од Министерството за внатрешни работи. Охриѓани читаат книги. Во градската библиотека во Охрид има 6.000 читатели. Рекордер читател во изминатата 2024 година прочитал 200 книги, а најмладото читателче 41 книга. Охриѓани сакаат да читаат книги. Читаат и младите и повозрастните. И покрај тоа што современото дигитално време денес нуди читање онлайн, се уште е голем бројот на читатели по традиционален трг. Рекордер читател од Охрид во изминатата 2024 година прочитал 200 книги, а најмладото читателче прочитало 41. Во градската библиотека има околу 6.000 редовни членови. Охриѓани можам да ги пофалам, доста читаат книги, секако ние како библиотекари сакаме уште повеќе да читаат и се трудиме тој број да се зголемува се повеќе и повеќе. Значи можам да ги пофалам, имаме доста читатели од сите возрасти, од најмлади до најстари. Имаме постојани читатели, имаме преку летниот период што се вклучуваат дополнително, од прилика имаме околу 6.000 редовни читатели. Охридската библиотека располага со богат книжевен фонд. Има околу 100.000 книги од сите жанрови и на повеќе јазици. Имаме доста книжевен фонд, значи обемен околу 100.000 книги. Секоја година се зголемува тој фонд, нешто преку Министерството за култура и туризам, нешто купуваме, нешто ни подаруваат. Имаме повеќе фондови, тоа е реткиот фонд, можам да го издвојам, каде што располагаме со книги кои датираат од 1873 година, значи тоа е многу вреден и стар фонд. Тука е и Евангелието, старо 2000 години, кој во моментов се наоѓа на реставрација во Скопје, меѓутоа се надевам веќе од 2026 година ќе се наоѓа во нашите простори, ќе се потрудиме тоа да се случи. Потоа имаме детски фонд, каде што имаме детска литература, тука имаме енциклопедии, детски романи, лектири, значи многу ни е богат тој фонд. Па возрастниот фонд, каде што имаме литература од сите светски класици, бестселери, наградувани автори што се доста познати. Имаме македонска литература, српска, бугарска, француска, германска, африканска, значи нема литература со која не располагаме и исто така имаме на англиски јазик, на германски јазик, имаме италијанско каче. Навистина е богата нашата библиотека и вреди да се посетува. Охридската библиотека го одбележа вчера светскиот ден на книгата со избори и награди на најчитател од најмладите и повозрастните, а беа донирани книги и благодарници. Во рамки на проектот на општина Охрид Културата расте со децата за сите деца, утре напладне во Основното училиште Свети Наум Охридски во село Пештани ќе биде прикажана детската театарска представа Плашливиот лав. Представата ќе изведат актери од театар од Пишани,
Плашливиот лав е детска театарска представа која носи силна порака за другарството и социјализацијата кај децата. Детските театарски представи во рамки на проектот Културата расте со децата ќе се одржуваат секој петок, а низ нив дечињата ќе ги води ликот на рибарот Климе. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.